Поздрав, стрелци! Ајде да видиме за вас, кои што сте во знак познак Венера или месечина Стрелец. Да знаете, ова ќе бидат кратки пораки, кои што ќе имаат огромно значење за сите вас. Ајде, Стрелец, да видиме каква порака ве очекува за оваа недела, што треба да знаете за вас. Ова се кратки шорт пораки, кои што ќе треба Стрелецот да ги послуша. Ајде да видиме што сакаат картите да ви порачаат. Врска, врски. Ајде да видиме што сака тарот картите да ви порачаат. И на крај еден мал совет од овие Mystical Wisdom Oracle карт и да знаеме што го очекува Стрелецот. Ево карта. Кралицата на куповите. Врска со кралицата на куповите. Драги мои стрелци, вие ќе треба да направите една поврзаност со персона која што ви е вам блиска. Може да е ваша сестра, може да е ваша роднина, мајка, пријателка, другарка, енергија која што ќе треба да бидете отворени, да примите исцелување од оваа персона и да примите исцелување во вашата енергетска вредност. Значи, сето тоа што го сакате, кралицата на куповите дава можност да биде во енергија на сето тоа што го имате и што го носите во вашата енергетска вредност, драги мои стрелци, ќе биде во енергија повреденост, да исцелите некој стар однос или пак енергија каде што ќе можете да се отворите на кралицата на куповите. Таа е премногу енергизирана персона која што дава можност на емпатичност, енергија каде што е многу добродушна, имагинативна персона која што ќе биде во енергија да ви подаде шанса, простор да можете да бидете во енергија да доколку се работи за љубовна врска која што за вас мажи стрелци кои што сте во енергија љубовна врска која што е во енергија на емпатичната кралица на куповите, ова е водена енергија, риба, рак, шкорпија, ќе биде во енергетска вредност да се отворите према оваа персона, затоа што оваа персона е премногу емпатична. Ова ќе биде енергија да знаете дека нешто што е во притаена енергетска вредност, оваа персона ќе го осети тоа. Доколку вие мажи стрелци имате работа со персона која што е премногу емпатична, но и можете да се отворите према неа, ќе биде во енергија да исцелите некој ваш однос со оваа персона. Ќе биде во енергија да бидете во рецептивност, да дадете можност на смирување, смирено да поразговарате со оваа персона доколку се случила енергија да сте притајувале нешто од оваа персона или пак не сте можеле да бидете во енергија да воспоставите контакт со оваа персона, затоа што оваа персона премногу длабоко осеќа незината енергетска вредност. Доколку се наруши моментот на оваа персона, на кралицата на куповите, е во енергија да знаете дека ќе биде премногу рецептивна, знае да се заврти и да замине. Значи, оваа врска кој што ја имате со оваа кралица на куповите е во енергија да бидете во делотворна енергетска вредност. Значи, да утемелите вашата енергија доколку се работи да нешто сте притајувале со оваа персона или пак оваа персона да била во енергија да сте ја држале во врска која што е тајна врска. Знаете дека оваа персона нема повеќе да ве чека, затоа што ќе биде во енергија да се заврти и да замине во тивка енергија. Значи, кралицата на куповите е тивка, но и е премногу одлучна и одсречна. Таа дава можност да ги упие вашите енергии, да знае дека ја лажете или пак биде во енергија да ја манипулирате на некаков можен начин.
Ова е за машките стрелци. Доколку сте жена стрелец и сте во енергија да бидете во врска со персона која што е премногу интуитивна, премногу знае да даде од себе, да даде во енергија на емпатичност, да ве ислуша за нешто што и вам ви е битно, за нешто што ви е многу утемелено во вас. Ова енергија на врска дава можност на констелација риба. Значи енергија каде што рибината енергетска вредност ни ја дава моменталната 12-та куќа во енергија на илузија, делузија. Моментално случување каде што и го нарушувате угледот на оваа персона. Значи премногу сте агресивни према оваа персона. Не суделувате со оваа персона онака како што и треба да делувате. Ова енергија ќе треба да утемелите во вас, да се приближите до оваа персона, да воспоставите подобра комуникација, врска, каде што и вашата тивка смирена енергија ќе треба да биде рецептивна. Значи, оваа персона ќе ви помогне да ви реши ваша илузија, која што е долго време утемелена во вас, длабоко утемелена, може би некој страв кој што го имате од прошлоста, може би некоја стравична љубовна врска која што неславно се завршила, но оваа персона ќе биде во енергија на добродушност, ќе ви помогне со незината имагинарна енергетска вредност. Оваа персона знае, кралицата на куповите, знае многу добро да ги воспоставува нештата каде што и ќе треба да се поврзете со оваа персона која што знае добро да манифестира, таа ве осеќа, ви дава можност да се усредоточите со нејзе и да изградите однос онака како што и посакувате. За вас, драги мои стрелци, совет од Mystical Wisdom Oracle картите е во енергија да и благодарите на оваа персона, затоа што оваа персона ќе биде благородна енергетска вредност, затоа што сето тоа што го имате, драги мои стрелци, ќе треба да заблагодарите на оваа персона затоа што таа го изманифестирала за вашата енергетска вредност да се поправи некој проблем или пак некој настан кој што дали било во љубовна енергетска смисла или пак во енергија на работна енергетска смисла или пак ваша тајна која што ви ја пробила или пак енергија каде што ви решила проблем, оваа персона ќе биде во енергија да и благодарите затоа што ќе биде во енергија да бидете во можност да донесете ваши монументални енергии каде што и ќе треба да бидете во благодарност за сето тоа што го имате до сега изградено и уградено, затоа што оваа персона знае премногу да даде од себе, а премалку да добие. Затоа ќе треба сега да бидете во енергија да заблагодарите на оваа персона, затоа што сето тоа што го имате, драги мои стрелци, сега, во овој момент, е благодарност од незина енергетска вредност и од незината енергија на љубезност, енергија каде што и оваа персона ви решава проблем, но и за некој од вас ќе биде во енергија да и благодарите затоа што ќе ви реши проблем кој што доаѓа во наредниот период. Значи, овој проблем ќе ви биде решен од нејзина гледна точка. Јас се надевам дека оваа порака ќе стигне до вас, драги мои стрелци. Имајте убава енергетска вредност и не заборавајте, бидете благодарни кон универзумот и кон оваа персона, затоа што оваа персона премногу гаи емоции према вас и е премногу љубезна. Се гледаме во наредна порака од Астро Тарот, кратки пораки за вас, драги мои стрелци. Поздрав!